Во градскиот парк Љупчо Шкартов денеска на свечен начин беше отворен регионалниот вински музеј, во кој ќе можат сите оние кои сакаат да го посетат, туристи и граѓани, да пробаат, да дегустираат и да си купат вино од богатото винско подречје на Тиквешијата. На свечен начин денеска во присуство на сите советници од општина Кавадарци, граѓани на Кавадарци, луѓе кои се занимаваат со винскиот бизнис и други поканети и други граѓани на општина Кавадарци, градоначалникот на општината Митко Јанчев, заедно со директорката Весела Честоева, говорија за значењето на оваа институција која во иднина ќе биде место каде што ќе може да представува спој на грозјето и виното, она што го одликува овој лозаровинарски крај. Во рамките на своето обраќање кон присутните, градоначалникот рече: Весела Честоева, директорка на оваа институција, подробно се задржа за содржините и поставките кои ќе и бидат постојано присутни во ова винска куќа, а истовремено се заложи на присутните да им објасни за тоа што е тоа што го одликува овој крај во Тиквешијата, што е тоа што како традиција го носиме од античкиот период до ден денешен. Почитувани, денеска најпрво би сакал да го честитам денот по повод ослободувањето на Кавадарци годишнина. Нека ни е честит и за многу години за нашите предци. Ние како раководно тело на општина Кавадарци, јас како градоначалник, совет, пратеници, служби, имаме обврска понатаки Кавадарците го градиме во духот на слободата и во духот на заедниста. Денес сме тука по повод отварање на вински музеј, односно регионален вински музеј, кој што за прв пат во нашата држава се отвара од ваков тип на музеј. Музејот кој што ќе го разгледаме, ќе го видиме, е во една почетна фаза, каде што ги доби содржините за да биде отворен како музеј. Ова прекрасна локација во градскиот парк, после толку време ќе добие една културна вредност, каде што нашите потомци ќе ја негуваат и ќе учат во делот на лозарството и винарството. Кавадарци како општина, заедно со сите чинители на општината, никош нема да го заборави лозарството и нема да дозволи да падне тоа на пониско ниво, како што во минативе години знаеме дека бевме злоупотребувани како лозари од дел на поединци винарски виспи. Историјата на Кавадарци е винарството, историјата на Кавадарци е лозарството. Овој музеј токму и тоа ќе го покажува, како почнало тоа лозарство, како почнало винарството, кој почнал и каде сме денеска. Така да од денеска да бидеме горди и да имаме повод за да развиваме поголемо ниво и поголема култура на виното. Тука во овој вински музеј има простор за сите, од најголемите винари па до најмалите семејни винари кои ќе ги представуваме и заеднички ќе го градиме виното. Виното е тоа кое што треба да биде мотив и грбот на Кавадарци, односно лозарството. Нека ни е честит денот уште еднаш, нека ни е за многу години и овој вински музеј нека го посетуваат што повеќе луѓе, пред се сите од општина Кавадарци, Неготино, Росман и регионот, меѓутоа и луѓе од цела република и странци кои се запознаваат со нашата историја и со нашата иднина. Благодарам. Добар ден, драги кавадарчани. Дозволете ми и од моје име да го честитам денешниот ден, 7 септември, ослободувањето на Кавадарци. По повод денешниот ден, централна манифестација е отварањето на Винскиот музеј, кој што ќе представува гордост за сите кавадарчани. Вие сите знаете дека винарството и лозарството во Кавадарци се главна стопанска дејност и дека Кавадарци, почнувајќи од антиката, па се до почетокот на 19 20 век, па и денес, единствена преокупација на сите граѓани во овој регион е виното и лозарството. Самата поставка, односно изложбениот простор, кој што е некаде околу 100 метри квадратни, хронолошки ќе можете да се запознаете со неколку предмети кои што благодарение на вас, ние од музеот, успеавме да ги собереме и да можеме да ги изложиме да бидат едно сведоштво за културниот развој на Кавадарци. Овој вински музеј ќе представува
промоција на винскиот туризам, бидејќи Кавадарци како град, всушност само со тоа и може да се пофали. Секој добронамерник што ќе дојде во Кавадарци би сакала оваа да биде задолжителна дестинација, каде што ќе можеме сите заедно да можеме да го проследиме културното наследство и нормално да ги вкусиме овие прекрасни вина, кои што се изложени во самата музејска поставка. Како што спомна и градоначалникот, во самата музејска поставка има представени се вина на винарските визби, како и на малите семени винарии. Тоа е исто така дел од музејската поставка заедно со библиотеката, во која што има информативни содржини за тоа како се развивало винарството и лозарството. Вие сами знаете дека прв пат манифестацијата Тиквешки гроздобер е одржана 1964 година и веќе половина век се празнува во Кавадарци. Оваа година, заради коронавирусот, манифестацијата е ова отварање на овој вински музеј и се надеваме дека понатаму сите вие тука ќе бидете наши драги гости, да можеме сите заедно да уживаме во овој прекрасен објект. Дозволете ми на крајот би сакала да се заблагодарам на градоначалникот на општина Кавадарци, господинот Митко Јанчев, за поддршката која што ми ја даде, на вработените во музеј галеријата, на советот на општина Кавадарци и на сите добронамерници кои што помогнаа во изградбата на овој прекрасен објект. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.